Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија, вечерот со Стефчо Јакимовски, добро вечер. Добро вечер. И Петар Богоевски, добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на покана. Да, актуелен сте денујот кога бевте назначен за директор на Националната агенција за европски образовни програми. Имаше големи реакции, почнувајќи од партиите во Македонија, до вашиот коалиционен партнер од Вреди, па до Европската комисија. И сега граѓаните се прашуваат, дел од нив, ајде да видиме што ќе покаже, други велат дали вака се стигнува на функција во Македонија преку партија само. Кои се квалитетите? Ни се случи нешто што ни се случи, сите велиме дека треба сега како со брзина на млазен авион да одиме напред и да направиме реформи. До тоа ќе биде така или ќе биде уште на велосипед да се движиме? Во тие реакции и напади кон мене слушнавте за некој да ги оспорил квалитетите? Не, пред се однесува претежно за вашето минуто и активностите. Оспориле моје образование, стаж, сертификати, познавања, скилсови. Дали е тоа доволно? Не, дали некој оспори? Ја не слушнам така. Што оспорија? Ад хоминем напади и навреди на лична основа, кои доаѓаат од мрежа на арамии, а знаете ли зошто? За нецели 2 работни дена. Денеска вчера заврши 2 работни дена. За 2 работни дена под обсервација, односно веќе ставени под надзор се 340 активни договори и носители на тие договори. До овој момент одземено е акредитација на една организација, отворен е предмет пред финансиска полиција ОЈО и ОЛАФ, постапено е по старите корупцијски предмети, он е познатиот предмет со магарињата и предметот 2.2, тоа е 2 милиони и 200.000 евра исчезнати од агенцијата. Понатаму се проверуваат акредитациите, се контролираат на 12 организации, во делот само млади зборам, после за другите, понатаму за после неколку дена. Ознака за квалитет на ЕУ Солидарен корпус под контрола се 17 организации. Контактирани се МВР, ОЈО, финансиска полиција и ОЛАФ за меморандуми за постапување по предметите да се подпишат. И се воведува нова пракса, етика во Националната агенција, а тоа е ќе има листа на исклучени. Односно, во иднина ќе донесам подзаконски акти, а после донесување новиот закон ќе стане законска норма. Секој оној кој се огрешил, не спровел на вистинско ниво проект, без разлика да е правно или физичко лице, дали е професор или МВ организација. Секој оној кој положил коруптивно управување или злоупотребу европски пари, ќе биде ставен на така наречената листа на исклучени. И во иднина никогаш веќе не ќе може да бидат учесници во нашите програми. Добро, ќе следиме вашата работа, мене ме интересираше зошто има толкави реакции. Почна од Што, сега сака да кажете дека и Орхан Муртезани и од Сдруженијето, се извинувам, само малци, и од Европската комисија и од голем број невладини. Па има едно писмо кај што барат објаснување од министерката за ќе ви го прочитам ако сакате, ако не сте го слушнали, мислам дека сте добро запознаени. Не, сакам да слушнам писмото, да. Ќе го слушнете. Да. И имаше, да речеме, реакции. Европската унија Комисија констатира дека не е вклучена во процесот и не може да биде. Тоа е национална одлука. Дека не е известена. Мандат на нас не даваат граѓаните. Тие не бираат. Се додека граѓаните даваат поддршка, се дотогаш ние ќе управуваме. Понатаму констатираат дека ги слушаат реакциите во јавност, ги слушаме сите ние, вклучително и мене. И на крајот констатираат дека во иднина директорот ќе покажи европско односно ќе практикува европски вредности. Да не ме разберете погрешно, не се обидувам да го оспорам вашиот извор, само сакам да ви испровоцирам да ми дадете одговор зашто толкава лавина од реакции ви се случија. Во меѓувреме јас добив честитки од нашата ИПП, од ЕКРЕ, добив честитки од Брисел, добив во времето кога јас кога зборуваме сега за мене, малку погласно, само ќе ве молам да може да ве слушнат гледачи. Кога зборуваме за мене, јас сум тежок еу фундаменталист. Кога јас пишував докторати за ИПП, момчињата што денес пиштат и ме напаѓаат, му служија на Слободан Милошевиќ низ Македонија.
Кога јас создавав паневропски унии во Македонија, младински евроатлантски форуми, Унија на европски федералисти на Македонија, тие момчиња не знаеа што е ЕУ. Така да сега откога останаа без копанката во УСАИД, исплашени се дека ќе останат сега без копанката во ЕУ. Во овој случај, каде што се под моја надлежност, уверувам дека строго ќе се постапува по закон. Дали сега некој Facebook статуси што ги пишувате на времето ви се бреме во извршување на функцијата? Никогаш веќе војнина нема биде дозволено за употреба на европски пари. Само да ви кажам една информација. Јас се затрднав агенцијата со официјално и писмено известување од Европската комисија, во која ми беше рок до некни, значи јас постапив еден ден после тоа, пошто тој ден стапив на функција, каде што ЕУ не известува дека ќе ја суспендира Македонија комплетно од европските фондови за образование. Поради непостапување во криминални случаи. Тоа го саниравме во еден ден. И комплетно се средина односите со ЕУ, а јас како директор имам full access во систем. Добра, благодарам. Така да не гледам ништо спорно во овој дел, освен легитимен страф на арамеите. Дали тоа што го пишувавте како статуси кои што беа и провокативни на некој начин, па некои вели навредени во минатото, сега ви се бреме во извршување на функција која што има специјално образование? Јас искажав жалење јавно за еден статус кој имаше за цел да испровоцира реакција на сите етнички заедници во земјата, сите заедно да се бориме против криминалот и корупцијата. И тоа било прифатено како навреда на поединци или на една цела заедница, зашто искажав јавно жалење. Меѓутоа, во поглед на политичките активности, мора се прави јасна дистинција меѓу Петар Богоевски, лидер на политичка партија, и Петар Богоевски, директор на Национална агенција. Едното професионалниот интегритет и професионализмот никако не смеа да бидат во коалиција со политичкото лидерство. И тоа треба да се прави разлика и во медиумскиот простор и да ги навикнуваме граѓаните по полека на тоа да се учат. Господин Јакимовски, долго време сте во политиката, некој вели стар волк и покрај тоа што не сте толку. Мислам, претпоставам, вакви случаи сте имали во уморната, тој сте гледале. Според вашето искуство, кога се случи ваков организиран напад или осудан избор на некој функционер, кои се причините зашто тоа најчесто се случува? Добро, јас се сложувам со тоа дека поглед на тоа дали господинот Петар ги има квалификациите да раководи со ова тело, дека апсолутно дека ги има. И тој и јас малку сме по-провокативни во настапите. Тој сака малку повеќе да работи на социјалните мрежи, таму се чепка кај што не треба. И се луѓе што не треба. И сега тие начекаа шанса, знаеш, кога ќе добиеш некоја функција и потоа сите оркестрирано напаѓаат. Меѓутоа денес и мора да си очекуваш таа. Меѓутоа морам, Петар, ти кажам, не ми се свиѓаат овие работи кои ги слушам, украдени толку пари, нити може да се украдат толку пари. Нити таа работа е така. И ја би дал совет до секој да не се гледа себе си во гледало како Панчо Тошковски. Добро реков што треба се фати. Па секој кој ќе дојде не знае што да прави со функцијата, ај ќе земе да видиме дали имало криминал. Сите пред мене краделе. Добро е да се фатиме да видиме дали има нови добри проекти, да се сфинансираат тие добри проекти. Ако има било какви работи што не биле дозволени согласно закон, си има истражни органи и тоа ќе го бараат. Мислам дека тоа е најплодотворно и најдобри ефекти ќе има врз општеството. Ако во континуитет се враќаме назад и се бавиме со тоа што било минато, моето искуство кажува дека тие работи се препумпани. И околу количината на корупцијата и така натаму. И после кога ќе видиме дека тоа завршува лошо и низ судските инстанции или без судски епилози, па тогаш криви ни се судиите, се ни е криво и така натаму. Мислам дека пумпање на тие работи не е добро. Се треба да се одвива во една нормална атмосфера, секоја институција да си работи својата работа и тогаш мислам дека по-добро
и поефективно и ќе се откриваат евентуално коруптивни дејанија. Сака да кажете дека сите генерално во оценката на корупцијата и криминалот малце претеруваат во државата? Многу претеруваат. Добре, веќе ви кажам еден само. Кочани 61 жртва. Сега ние збориме за криминал, корупција, за пари и така натаму, за жртва. Можно тога да се покаже дека за пари се направени и корупција и се прескокнати законите. Кочани е нешто, еден ужас. Кочани е едно огледало, огромно, во кое се гледа... Сакам да кажам, дали е тоа производ според вас на ова што го зборуваме до сега? Кочани е едно огромно огледало во кое сите можеме да се огледаме. И вие, и јас, и обвинителството, и полицијата, и инспекциите, сите, и родителите на децата, сите унутра. Тоа огледало сите не има. Само сакаме да се видиме. Сите кои што си има своje влијание токму во ова што ни се случува. А тоа не е нашето општество на сите такви страни. Јас ќе ви кажам една работа. Јас бев министер кој што затворав дискотеки, ноќни клубови и кабареа. Јас бев тој прв што оведов лиценци за нив. И знаете што ми правија? Ми ја кинеа пломбата. Што ги пломбираме. И дури одев до таму да побарам средба со обвинителството. Све мислам дека беа двајца обвинители од висшето обвинителство. Дојдоа на разговор за да видиме што правиме. Ги кинаат пломбите и се продолжуваат да работат. Јас инсистирав или кривично гонење или евентуално некого да притвориме за да ги опаметиме. Знаете што ми одговорија? Немаме доказ кој ја скинал пломбата. Како викам, немаме доказ кој ја скинал пломбата. Да, кога ако после грешам... игра народ, овие си наплакеат, казата си работи. Пазите што ми одговори? Обвинителство што ми одговори? Па сега не можеме да кажеме дека и тие немаат инволвираност во оваа работа. Затоа викам, тоа е едно големо огледало за сите нас. Значи, јас како министер барам ред и поредок. Тие луѓе што ги имаат тие дискотеки, кабареа, барови, тие се сива еминенција во градовите. Да, поправете ме ако грешам, меѓутоа и таа ваша иницијатива тогаш како министер да воспоставите ред, дојде по еден немил настан, по едно убиство, ако добро се сеќам. Јас мал бев тогаш, меѓутоа се сеќавам. Како се викаше кметовска, мислам дека, така се викаше. Да, меѓутоа пак после инцидент беше. Со залутен куршум што беше. Добро, должам време на господинот Богоевски да се објасни за тоа дали се доживува како Панче Тошковски 2. Јас доаѓам денес од Кочани. Бев во Кочани. Започнавме со едукативната кампања Националната агенција за приближување на нашите програми до крајните корисници. Луѓето имаат автоцензура да аплицираат, бидејќи мисля дека тоа е нешто посебно специфично, и секогаш се појавуваат, забележа, во циклус истите корисници. И се губи квалитетот на понудата на проектите. Тоа е исто и на Петар, тоа е исто и на средствата што ги дава агенцијата за вработување, све едни исти. Секаде истото. Тие бенефиции на исти фирми ги. И ја тоа го забележав, ама прв ден го забележав тоа. И прво што правиме, веќе трет работен ден ова Невиша Сабале, започнеме со таа едукативна кампања од Кочани. Знаете ли што откривме во Кочани? Во Кочани гимназијата е лидер во спроведување, пази, прогласено од европски институции, лидер во спроведување на Еразмус програми. На таа гимназија не е дадена акредитација, одбиена е, а дадена е акредитација на опа цупа доели. Односно, да не ви кажам какви мрежи на арамии. Кога зборувам за мрежи на арамии, не зборувам дека Петар Богоевски констатира мрежа на арамија за 2 дена. Јас сум известен од ЕУ дека има на европско ниво организирана мрежа на злоупотребувачи на европските средства, во која се вмрежени десетина македонски организации, кои дошли до тој степен да се потпишат на иницијатива да се закануваат на Европската комисија да не ги зацврстува критериумите во новата програма или во новиот парични придачник за 25-та година, бидејќи со тие потврсти критериуми оние ќе може да продолжат да злоупотребуваат. И тие пиштат и вриштат и ме напаѓаат. И сега не е за Панче Тошковски во прашање, значи не сум влезен во филм на дека ја ќе го гонам некого. Друга е поентата. Ја не можам да дозволам таква гимназија да нема акредитација и да не може да дојде до европските пари, а да дојде некоја невладина организација која, еве, ако не тренира магариње, во момент фалсификува записници
на име на сиромашни граѓани. Знаете ли што прават? Искористуваме 10.000 евра за дополнителни трошоци за лица со исклученост, лица кои не може да си платат трошоци, патни, така натака. Измислиле лица 100 со исклученост, ги ставиле во тие списоците со исто пенкаво, со ист подпис, кога ги се подпишале 100 фамилии, дошле на некакви си обуки и злоупотребени се средства на него. Ја тоа не го измислувам, тоа не е јас, дека сум супермен. Суштината е на тоа дека јас ветив дека ќе се вратиме во рамки на нормалата. Зошто? Бидејќи агенцијата користела 19 милиони евра европски фондови за Македонија, они успеале да ги изгубат средствата да дојдат до 7 милиона. И јас затекнав да ги изгубиме и тие 7, да дојдеме до 0. Замислете да ги изгубиме парите за македонските ученици, студенти и научници и професори и да дојдеме до 0. И сега што мајка треба да те роди да земеш пари за помош на сиромашно, социјално исклучиви семејства и тие пари ти да ги украдеш за тебе. Од што материјал треба да направиш? Што човек треба да видиш? Тоа веројатно си човек кој... кој... таму треба да ја насочиме енергијата во такви будалетинки, да речам. Реално, Петар, јас мислам дека... таму сме насочени енергијата. Реално, злоупотребата на учениците исклучително боли. И сега... Само малце, извини. Ние, што трошиме народни пари, ние сме подложни прво да почитуваме закон. Второ, за се што правиш мора да имаш 3 подписа однатре од службите, кои исто така одговараат за својата работа. Трето, имаме внатрешна ревизија, имаме надворешна ревизија. Секој дневно некоја институција бара некој предмет да го провери така натаму. И сега за овие за кои што зборува Петар, кој ги проверува нив? А токму тие се најголеми критизери и тие треба да бидат коректив на нашата работа, замислете. И тие не пријавуваат во ЕУ комисија. Кога зборам за финансова полиција, економски и компјутерски криминал, организиран криминал полиција, основно јавно обвинителство, основно јавно обвинителство за горење организиран криминал и корупција, тука зборам за антикорупцијската комисија, што све има уште? Има за пенење на пари, државна ревизија, колку стои институции? Веројатно сум а да не зборам тука државни инспекторат за урбанизам, моделот на урбанизмот, управниот инспекторат, значи кој све не бре луѓе? А овие институции, и тие се некои пара институции кои што треба да бидат коректив на власта, таму никогаш не сме влегли. И секој влегување таму предизвикува, види власта се меша во невладиниот сектор или сака да се ремашира. Зборам многу објективно. Секој што троши пари што некој му дал, треба да се ги троши согласно закон. Еве да погледнете. Само да погледнете. Во овој момент имам 753 мейла добиено. Од нив се 500 последни 20 дена. Пријави за криминал во агенцијата. Уште не сум ги отворил. Не мора да значи. Не мора да значи. Зборам дека се наоди. Уште не сум ги отворил. Тоа треба сега за велиден да ги читам. Но клучното што го добив, она што го спомнам социјалните мрежи, е дека денес во 10 часот, да се зема вночарите, во 10 часот и 28 минути, Cyber Crime на МВР ми известува дека е веќе постапено по член 289 од Закон за кривична постапка и дека веќе е отворена предистражна постапка од страна на јавен обвинител на Македонија и од страна на полицијата во врска со моите пријави за злоупотреба на моите социјални мрежи, односно профили. На украден идентитет, закани за физичка ликвидација моја и на моето семејство. Добро. Сега, ако граѓаните сметаат дека треба ова да го соопштуваме, веројатно не. Прво ги најдат мањаците. Затоа молчам на оние напади од комуната, и злоупотреба и лажни монтирани материјали, кои на крајот МВР ќе се ги разоткрие. За овие 80 години се уште политичар не е утепано, така да... Не се плашам за утепувањето. Зборувам за злоупотребите кои се прават преку социјалните мрежи. Се уште никој не утепа, така да во текст не во постапките. Океј. Ви посакувам среќа со работата, одиме на друга. И да преживеете. Да, и да преживеете. Преживеавме многу до сега, па и од сега. Добро, за навистина сериозна тема, тоа е како системот се справува со трагедијата во Кочани во однос на тоа на расветлување на целиот случај и одговорноста која што сите ја барат, нешто што ќе треба да постави стандард како институциите ќе реагираат во вакви ситуации и потоа да видиме и во минатото што се случувало, такви се најавите, да се отворат сите предмети. Опозицијата вели дека е селективно
дека погрешни луѓе се гонат, додека од власта нормално велат дека прават во соработка со обвинителството се што треба да се открие случајот. Вие на која страна сте? Па, и јас би сакал да му верувам на обвинителството, дека има искрени намери. И тоа му е работа. И искрен да бидам, обвинителство кога сака да рачисти некој случај, може до микрон да го рачисти. Тука нема дискусија. Но имам чувство дека со овие враќања назад како малку да се претерува. Не малку, него малку повеќе. Зошто се оди, сега не знам, према валјонца рачини, према... Но они се знаат, веројатно еден ден ќе искочат, ќе ја објаснат целата ситуација. Само јас сакам да предупредам да не испадне утре судот пак не е крив зашто нема пресуди за едни вакви масовни апсења. Гледам сите луѓе со лисици се влечат и така натаму. Сепак би оставил на времето да видиме како ќе биде. Еве, ја давам доверба на обвинителство, нека прават тоа што мислат да прават, али нормално и си сносат одговорност за тоа што го прават. Зашто мислите дека е погрешно? Да прашам како информација, зашто мислите дека е погрешно да се иде толку, да се оди толку назад? Сега, ај вака да идеме. Ајде да ги отвориме книгите и да видиме, например, за овие 10 години што обвинителство требало да отвори истрага по доблен глас, а не отвориле. И што треба да правиме? Да ги земеме одговорност обвинителите? Ме разбирате? Значи, ако тргнеме сега за изминативе 10 години кој што не направил и така натаму, значи тоа што треба да цело општество да го зафатиме во тој дел. Ние имаме еден настан што ни се случил во одредено време. Имаме во тоа време луѓе кои што биле должни тоа да го исконтролираат и така натаму. Пак ќе кажем, имам доверба во обвинителството, да видиме, ќе се искочат на крај со целата приказна, како ќе заврши, ќе видиме. Добро, за сега не гледате селективност? Јас она што можам да видам кај колегите градоначалници, ја не можам да видам никаква вина. И Радко па уште пракел дописи со кои што барал да не се даде дозвола за да работи тој диско клуб. Човекот е сега во притвор, па во куќен притвор, за овој минатиот градоначалник исто така. Еве ќе видиме. Не знам, тој што продавал карти, колку карти ќе му даде газдато, толку ќе продава сега. И тој е у притвор тамо. Добро. Трагедија е страшна. Но ние трагедијата нема да искомпензираме тоа ако значи треба вистински. Трагедијата ништо нема да искомпензира. Тука нема никој дилема, меѓутоа треба да смениме нешто, пошто бидејќи видовме дека вака веќе не може да функционира. Но факт е дека ретко кој таков диско клуб, кабаре, ноќен клуб, па и сериозни ресторани така натаму кои функционираат без да имаат одредени недостатоци од тоа дека имаат делови дивоградба или цели дивоградба, до непочитување на мерки за противпожарна заштита, безбедносна заштита. Искрен да бидам... Зошто се толерира тоа? Претпоставам во вашата општина, ако сакате да излезете на терен со инспекторите, да најдете недостатоци, ќе најдете премногу. Зошто не се почнало барем малце? Сите диско клубови на територија на општина Картош се дивоградби. Не зборам за диско клубови, зборам за сите објекти. Сите се дивоградби. Но во исто време јас да прашам, овој млад свет кај ќе се забавува? Каде се забавува овој млад свет? Ние не можеме сега све одеднаш да срушиме и да го оставиме младиот свет без апсолутно, тоа реков, зашто не се почнело пред ова дел по дел да се решава? Ние мора тој сектор да го укалупиме. Впрочем, јас сум бил министер кој сум го пишал тој закон за да токму тој сектор го ставиме во некои рамки. Сега, од тогаш па нааму што некој не си ја вршил работата, тоа е точно дека јас како министер не се случило да од некаде повлача моја инспекција. Никаде. Пазите што се случува. Влегува инспекција во едно диско во парк. Тамо е само што стана некои 2 месеца да беше председател Бранко Црвенковски. И ми се јавуваат, вика, министре, овде е председател Бранко Црвенковски. Ако е председател, вика, вие продолжите си со вашата работа. Собственикот на диско клубот отишел да се жали ке Црвенковски му рекол, абе, момче, правна држава, што да правиме? Или да ви кажам друга работа, законот за пушење.
забрана за пушење во затворена просторија. Наредниот ден пратив инспектори од Министерството труд и социјална политика во кабинетот на Бучковски како премиер, во цел кабинет негов го претресува. Ако премиерот го крши, ако неговиот кабинет што е тука пушална го направи, што останува за другите? Сега, сакаш да го спроведуваш законот или не сакаш да го спроведуваш? Ќе почнеш од себе. Значи, ќе почнеш од себе. Сигурно, искрен да бидам. И ако ги фатевме да пушат, сигурно нема да ги вадевме по медиуми и така натаму, ама ми беше многу драго што нити кај премиерот се пушеше, нити кај некого во било кој кабинет и така натаму, и баш ми се јави премиерот така се смее. Може би во тој момент дозволете да не ви верувам во ова. Баш убаво што ги, ама тоа е така, може да ви потврдам. Значи сите ние сме должни да го почитуваме. И сакам да кажам дека од првиот зависи. Ако ти на луѓето им дадеш пас и им кажеш вие ќе си работите тоа што е по закон, нема враќање назад од кај никого. Тоа е тоа. Убаво вака звучи, меѓутоа реалноста малце поинаку е, за жал. Па затоа бев неомилен министер, затоа економија ме тргна на друго. Овој све затвара. Леле мајко избори идат, што ќе правиме? Сите против, Злиско клубот ни го затвори. Ви кажувам, ни ги кинеа пломбите. И секој ги прашуваш обвинителите што да правиме, ти вика не може да не сме сигурни дали тој го скинал пломбата. А јас сум сигурен дека имало партиско влијание, слушај, дај баталета овој што затвара да попуштаме некако. Дали ме сваќате? Ние не сме и како граѓани и како власт не сме навикнати да издржиме до крај во некоја работа. Тука е проблемот. Што беше неисправно? 10 милиарди денари во буџет имавме повеќе како резултат на тие активности на затварање страна пазарна инспекција, зашто нема фискална каса, затоа што не издава фискална сметка, зашто пречекорува работно време, не знам, нема бандероли на пијалоци, тоа беа страшни ефекти врз буџетот. Добро, зашто тогаш се попушти со тоа? Па никој не сме навикнати. Нити тие што се во објектите што ги работат, нити тие што ја користат услугата, нити власта, нити ние цел време идеме по популизам. Ние и сега све ова се прави пак се значи како да ви кажам, ова тераме истрагата во кочанија, ама пак на овакво на ретровизор гледаме што ќе ни се случи доаѓаат избори во октомври. Пак цел време во паметни се изборите, а не како ќе ни функционира државата.